Мирис на изгорено и зачаденост на воздухот вчера цел ден се чувствуваше во Тетово. Со измерени концентрации од 1000 микрограми на метар кубен воздух или 20 пати повеќе од дозволените, канцерогените PM10 честички деновиве сериозно атакуваат по здравието на тетовци. Печење на очите, грлото и градите се само дел од непријатностите на кои се пожалија. Го почувствувавте ли загадувањето на воздухот вчера? Како не? Јас сум близко на Спорски живеам. Значи тешко е, па малку сум гриплија сега, може и тоа нешто е. Али ме пеше во градите, уште ме пеше, осеќам дека како да сум некој страствен пушач. Така се осеќам, ме пеше во градите уште. Страшно. Да, не само ја, него повеќе луѓе се жалат на печење у грло, очите и така натаму. Мислим, загадувањето е стварно голямо. Ето е можеби меѓу најзагадените во Европа. Во свет. Или во светот, така е, на второ место, како што разбрав. Меѓутоа, многу слабо се води рачун од властите за оваа работа. Би требало малку повеќе. Да, го почувствувавме многу. Колку ви пречи на здравието? На здравие мене многу ми пречи, како и на другите. Меѓутоа, за жал, Тетово, град на убавината и на чистотата, стана најзагаден град во Република Македонија, за жал. Можете да погледнете како изгледа градот. Го почувствува и многу е Тетово е многу загадено со тој мирис. Колку ви пречи на вашето здравје? Па ми пречи доста, само што не сме ние тие што може да променимо нешто. Многу ни издодева тоа, не може да дишеме. Децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Ова е препораката на Министерството за здравство во случај на загадување на воздухот со повисоки концентрации од дозволените на канцерогените PM10 честички во 5 последователни дена, односно кога е надминат прагот на информирање. Тетово овој праг го надмина по кој знае кој пат, но за жал нема никакви поместувања на работите. Од ноември минатата година до денес просечните дневни концентрации не паднаа во ниту еден ден под безбедните 50 микрограми на метар кубен воздух. Како што стои во извештајот објавен на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, од саботата во 4 часот по полноќ до утрово во 8 часот, концентрациите на суспендираните честички се движеле во интервал од 500 до 1000 микрограми на метар кубен воздух, но најмногу биле мерени концентрации близу 20 пати повеќе од дозволената и по здравје безбедна гранична вредност. Суспендираните честички представуваат смеса од цврсти честички и течни капки наречени аеросоли со големина помала од 10 микрометри. Светската здравствена организација ги класифицира како канцерогени. Поради нивната димензија способни се да навлезат длабоко во белите дробови и да предизвикаат сериозни оштетувања. Изложеноста на аерозагадување поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на бели дробови, астма и бронхитис, оштетување на срце, крвни садови и нервен систем, а во најлош случај и рак. Овие честички потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од индустријата, од прашината на улиците, од согорувањето на огревното дрво во домаќинствата и од неконтролираното палење на отпад.